Укинување на техничката влада, но и разговори за сите реформски закони за напредокот на Македонија кон Европската Унија. Во празничното божиќно интервју за Алфа, премиерот Христијан Мицкоски ексклузивно открива дека од текот на утрешниот ден ќе упати покани до политичките лидери во земјава за лидерска средба, која би се одржала во наредните 7 до 10 дена пред неговото заминување на Светскиот економски форум во Давос. За клучните прашања за државата Мицкоски очекува консензус од лидерствата на сите парламентарни коалиции. За правобранителот да разговараме, да покажеме зрелост, дека како политичари и како држава можеме, кога е предизвикот, а посебно целта пред нас, а тоа е Европската Унија, да разговараме отворено на сите тие теми кои што немаме диаметрално различни ставови. Нели велиме сме сите за таму, законите имаат позитивно мислење од Венецијанската комисија, имаат позитивно мислење од Канцеларијата на Европската комисија. Ајде да седнеме да разговараме. Околу техничката влада премиерот вели дека пред минатите избори и самите СДСМ кажале дека таа пред избори повеќе не е потребна. Вели за разлика од предходно, оваа влада покажува една широчина, која што е потребна особено во период кога се говори за суштински реформи на политичкиот систем, но и оние кои што се дел од реформската агенда за пристапување кон неу. Вели за дел од нив потребен е консензус. Пред овие избори, раководството на СДСМ велеше дека тие се за бришење на техничката влада, да видиме дали стојат на тој став. Јас не би сакал да влегувам во такви измени, иако таму нема дополнителни услови, нема бадинтер. Чисто би можели сега да ги донесат. Така е, но не би сакал да влегувам во таков еден процес без да имаме консенсус, затоа што мислам дека е тоа политички некултурно. Затоа што мислам дека таков тип на измени во политичкиот систем треба да се носат со консензус. Ако велиме дека техничката влада е некаков имплант, ако велиме дека техничката влада можеби има проблеми и со уставноста, го кочи системот, не му дава доволно простор за маневар, а да ги правиме тие измени. Премиерот Мицкоски очекува дека сите лидери на парламентарните коалиции ќе ја прифатат поканата за лидерска средба, потенцират дека дневниот ред може да биде проширен и дополнет од страна на другите, бидејќи тој лично знаел како му било нему во минатото, кога на лидерските средби точките биле едни и не се менувало ништо, иако тоа било барано.